Лозинката за влез во компјутерскиот систем и факсимилот ги оставала во амбуланта и на шалтер на располагање на други доктори, за добро на пациентите, да добијат побрзо терапија и да не мора да се враќаат. Ова денеска го сведочеше обвинетата докторка Мери Пешевска од клиниката за онкологија, која на минатото рочиште призна вина. Објаснуваше дека на седумината онколошки пациенти кои според обвинението биле несоодветно лекувани, таа не им била ординирачки онколог, туку тие биле пациенти на доктор Нино Васев. Целиот живот им го посветив на пациентите, речени Солзи Пешевска, која сведочеше дека ниту еден пациент не вратила од амбуланта, а излекувала и многу пациентки од рак на дојка. Никогаш не сум помислила дека тоа ќе биде злоупотребено од страна на доктори онколози како што е случајот сега. До сега сме имале почит и доверба кон колегите, никогаш не сме се посомневале во стручноста, искуството и намерите. Од тука јас поради мојата небрежност и невнимание ги ставив на располагање моите лични податоци, корисничко име и лозинка и факсимилот и истите биле злоупотребени. Но од тогаш, кога е да излезам од амбуланта, печатот е со мене и го исклучувам системот. Незиниот адвокат побара правдата да биде правична. Судот да изрече соодветна санкција која ќе биде и казна, но ќе овозможи обвинетата да продолжи да лекува пациенти. Нема за цел да нанесе штета на никого, туку била воведена како пракса во работењето на онкологија, а воедно и на другите клиники, каде што докторите има доверба најнапред меѓу себе и колегите и не може никако да се посомнева ниту она, ниту другите, дека некој ќе ги злоупотреби таквите незини лични податоци и ќе препише несоодветна терапија. Обвинителката го прецизираше обвинението, според кое Пешевска му ставила на располагање факсимил да препишува и одобрува терапија на доктор Нино Васев кај 7 пациенти спротивно на медицинските правила. Меѓу олеснителните околности го посочи искреното признание на вина и кајање. Меѓу отежителните е последицата, кај 7 пациенти дошло до нарушување на здравјето. Обвинетата го сторила делото во рамки на свесна небрежност, иако била свесна за штетната последица, лекомислено мислела дека таа нема да настане. Имајќи ги впредвид сите околности и признание на вина, јавното обвинителство предлага судот да ја прогласи за виновна и казни согласно закон. Пресудата ќе биде објавена на 22 септември.